Милан Јазбец, особено ми е драго што сте дојдени во Скопје и нашето новинарско инспиративно чувство секогаш води кон вас, односно секогаш доаѓате со нешто ново. Знам дека сте преокупирани со многу работа, меѓутоа би сакала неколку работи да истакнеме. Пред Сиднат се пишувате, нас не е особено драго, бидејќи по вокација сте новинар, иако сте бивши наш амбасадор во Република Македонија од Република Словенија. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, фала лепа. Добар ден, ви благодарам многу. Многу ми е драго што ние двајцата повторно да се видиме и да направиме интервју и да кажеме нешто што е корисно за сите нас. Благодарам. Би сакала да истакнеме годинава, вие повеќе ќе ни објасните, е година прогласена на Даница Ручигај. Можеби јавноста знае за кого зборуваме, меѓутоа една македонска поетеса која што го загуби животот 63-та во катастрофалниот земјотрес. Годинава како ќе се одбележува меѓу двете? Па ово е, треба посебно да се каже 23 година, ова година Даница. Треба посебно да се каже дека оваа 2023 година е година на Даница Ручигај од повеќе причини. Едната е секако таа што рековте. На 26. јули 1963 година загина во катастрофалниот земјотрес и со мојот колега и пријател Свето Стаменов, врвен журналист и публицист, се обидовме да направиме некаков проект и да кажеме што беше направено. Во Словенија на Филозофскиот факултет во Љубљана на 5. мај, на денот на раѓањето на Даница Ручигај, го имавме првиот научен симпозиум за Даница Ручигај. Тоа беше меѓународен симпозиум и врз основа на тоа сега се подготвува книга која ќе излезе до крајот на годинава. Потоа на 27. јули, на 60 годишнината од земјотресот и незината смрт, тука во Институтот за македонски јазик направивме промоција на книгата на Даница Ручигај со незината целокупна поезија. Но не само поезија, туку во неа за прв пат е собрана сета библиографија за Даница Ручигај и некои излагања што ги имавме за неа, така што тоа е втората таква голема работа со која се одбележува 60 годишнината. Интересно е кога ќе ја погледнеме оваа книга. Оваа црна боја, антрацитна, оди со сребрените ноќни игри и тоа е некаква алузија на самата суштина на она што го пишуваше и работеше Даница. Сега преводот на оваа книга на српски јазик е веќе готов и до крајот на оваа година ќе биде промоцијата. Буквално ја поздравувам сета ваша вложеност и се она што имате направено заедно со нашиот заеднички колега Свето Стаменов, еден од големите поборници токму за оваа наша поетеса. Меѓутоа не застанувате вие тука, постојано и такаве најави впишувате. Сакам да ни кажете токму баш за вашето дело, кое што навистина може би ќе се слушне и точно да ни кажете е преведувано, е подготвено и тематски. Pa vidite, sad ja sam radim par knjiga, jedna je baš izašla ovih dana, odštampana je ovde. Сега работам врз неколку книги. Едната излезе деновиве, беше отпечатена токму тука во студентски сервис. Тоа е колекција на моите научни трудови, прилози на тема дипломатија и глобализација. Тоа се речиси 400 страници во кои се собрани моите трудови од последните 15 години на таа тема. Значи, да кажеме, чиста наука и дипломатија. Но пред се, оваа година беше во знакот на, да кажам, размислување и промоција на тоа како вие колегите новинари ја видовте низ овие 30 години журналистичката и публицистичката работа на Свето Стаменов. Имавме промоција на книга со одбрани трудови за него на 27. април. Книгата, како што е познато, се вика Поклон пред бардот на македонскиот журнализам Свето Стаменов и од таа промоција која всушност беше мини симпозиум на кој 7 доктори на науки, 5 редовни професори говореа за него, излезе оваа книга. Значи, како документ за тој симпозиум, и мене посебно ми е мило колешке бети што ние двајцата се најдовме како уредници на таа книга.
Тоа е некоја наша иновација и книгата ги донесува научните погледи не само врз работата на Свето Стаменов, туку и врз тоа што е журнализам, што е публицистика и како човек да биде професионалец. И таа е во некоја смисла учебник како се работи тоа. И оваа книга и онаа заданица ги нарековме едиција документи. Прва книга, втора книга. Значи е една таква работа. Може би да кажам, тоа е трет голем проект. Публиката ги собира, читателите го собираат плодот. Да, и у садашне време, kad se toliko puno priča, hvala Bogu, o zaštiti okoline, o prirodi... Сакам да кажам уште една работа во врска со она за што ме прашавте. Конкретно оваа година ќе излезе една голема книга во 2 тома. Свето Стаменов направи во последните 20 години околу 80 интервјуа со 40 истакнати словенечки политичари, стопанственици, дипломати, уметници и така натаму. Книгата се вика Словенија и Македонија. Калеидоскоп на пријателство и дипломатија. Тоа се 2 големи тома во кои, како што реков, представници на Словенија говорат за македонско-словенешкото пријателство и соработка во сиве овие години, па дури и пред тоа. За оваа книга напишав подолга воведна студија и како интересно веднаш да истакнам дека Македонија како концепт, како поим, како некаков феномен, за прв пат се појавува во словенечката литература и публицистика, ми се чини во 1658 година, кога познатиот словенечки полиисторик и еуридит Јанес Вајкарт Валвасор, кој бил барон и член на Англиската кралска академија, го објави својот 7-томен труд Слава војводиње Крањске. Во тој труд во словенечкиот интелектуален живот за прв пат се спомнува Македонија. U tom radu se u sloveničkoj intelektualnom životu po prvi put pomine Makedonija. Ќе биде на македонски и словенички јазик овој... Ovo je sve na makedonskom jeziku. Ovo je sve, da, ono je sve na makedonskom jeziku. Ова е се на македонски јазик. Па, може би некогаш ќе се преведе, не знам. Но станува збор за тоа како словенечката интелектуална, политичка и дипломатска елита ја гледа таа соработка, тоа пријателство. Да кажеме, еден интересен детај, дипломатски и политички. Јас го спомнав на промоцијата на оваа книга. Председателот Кучан дојде во посета на Република Македонија во 1992 година како прв странски државник. Тоа беше дипломатски и символички потват. Зошто? Поради тоа што тогаш прв пат во државна смисла предаден рапорт на председателот Кучан како странски државник на македонски јазик. Тоа го направи полковникот Стефан Лазаревски и замислете каква е тоа дипломатска историја на пријателство меѓу двете држави. Во мај 2019 година председателот Кучан дојде во приватна посета, одржа големо предавање на Универзитетот Американ Коледж и кога пристигна на аеродромот, го пречека со рапорт на македонски синот на полковникот Стефан Лазаревски. Тоа е одличен пример и за во денешната актуелна политичка атмосфера и може да послужи како пример како треба да се работи и да се задржуваат тие билатерални односи. Професори на вистина и колега Милан Јазбец, ви благодарам за интервјуто и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам вам и поздрав на сите. И мило ми е што повторно можев да разговарам со вас.